Колку и да се расфрла со оптимистички изјави, власта дека ќе се произведува се повеќе храна и ќе се инвестираат големи средства во земјоделието, уривањето рекорди на цените на лебот ја откриваат другата страна на состојбите во државата. Ако во актуелните кризни состојби државата не може да ги контролира барем цените на лебот, без кој македонецот не може, тогаш да се размислува за повеќе од тоа е чиста илузија. Соседна Србија, која има речиси двојно поголем стандард, без проблем ги замрзна цените на лебот, кој е речиси двојно поевтин од македонскиот. Сиромашните граѓани мораат да го купуваат основниот и најевтин леб по цена како во Грција, а по квалитетниот поскапо и оттаму. Сето тоа во услови кога кај нас најголем дел од платите се движат околу 20.000 денари, а во Грција тројно повеќе. Најсиромашниот слој од населението кој чека на ред да купи вчерашен леб по 20 денари за векна и вели дека и тој им е скап, особено затоа што првата цена била 25 денари, но откако производителите виделе дека не оди, го намалиле за 5 денари. Нивниот број постојано се зголемува, па често се случува последните во редот да си заминат дома со празни кесења. Затоа некои кога ќе начекаат купуваат по 5-6 векни, ги ставаат во замрзнувач и потоа еден по еден ги користат за исхрана. Власта која остава впечаток на збунета во целата речиси воредна ситуација, лута со разноразни мерки, но суштинските изостануваат. Граѓаните можат да истрпат се, ама храната и намирниците мора да им бидат достапни буквално на сите. Друга филозофија не поминува.